Добар ден, следуваат вестите од културата. Археолошка азбука и археолошка Брајова азбука, двете изданија за деца и млади, беа промовирани во средата во Домот на култура Билјана Беличанец. Книгите ги подготвија универзитетски професори од Филозофскиот факултет во Скопје, а се под покровителство на градоначалникот на Киселавода Орце Ѓорѓиевски. Целта на овие изданија е да ги едуцира најмладите за културното наследство на нашата земја. Археолошка азбука и археолошка Брајова азбука се новите дела на авторите доктор Антонио Јакимовски, доктор Елизабета Томевска-Илиевска и магистер Маја Јаневска. Децата и младите имаат ексклузивна можност да имаат в раце археолошката азбука како прва и единствена литература од ваков тип во земјата и во регионот. Авторите нагласуваат дека е наменета за деца и млади преку која на интересен, сликовит и колоритен начин ги откриваат културните богатства на својата татковина. Културно се осознаваат и развиваат чувство на национална припадност, со цел да ја побуди нивната љубопитност, како и да ги поттикне повеќе да истражуваат за новите поими. Ваков вид на литература за деца и млади нема во Македонија, меѓутоа нема и во регионот, затоа сме посебно горди. Посебно сме горди што нашето национално културно наследство го доближуваме на најмладата читателска публика, дека се што правиме во животот треба да започнеме од најмала возраст. Затоа велиме дека тоа не е нашата главна целна група. Меѓутоа сме многу горди затоа што во периодот на подготовка на промоцијата, додека ја пишувавме, додека правевме малку прелиминарно истражување како ќе биде прифатена од страна на учениците, најдовме на голем интерес и кај повозрастната читателска публика, велат дека и ние не го знаеме, иако имаме 50 или 60 години. Посебно сум горда и како представник на целиот тим, и како автор, и како уредник, што направивме збогатување на литературниот фонд на литературата што е оскудна во Македонија. Она литература што е наменета за читателите кои што имаат потешкоти, односно оштетен вид и го користат бројовото писмо при читањето. Делата се изработени под покровителство на градоначалникот на Киселавода Орце Ѓорѓиевски во соработка со Сдруженијето Институт за европски образовни, социокултурни и економски политики Европа за тебе и Државното училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид Димитар Влахов. Сметам дека ова многу ќе значи во основните училишта во општина Киселавода и апелирам да и во останатите основни училишта во целата држава се спроведе како проект. Ако сакаме да градиме здрави генерации кои што ќе наследуваат нас во иднина, тогаш мораме најпрво добро да ги образуваме. Ова е вистинскиот начин за тоа да го направиме. Дополнително ми представува огромно задоволство тоа што го поддржавме и проектот за создавање на Брајова археолошка азбука, прва од ваков тип исто во државата, која што ќе служи и за дечињата со оштетен вид. Со настап на хорот Менада и ретроспективна изложба, минатиот месец во Белград почна со работа новоотворениот Македонски културно-информативен центар. Директорот на центарот Васко Шутаров во изјава за телевизија Алфа вели дека се планираат голем број настани за промоција на македонската култура и традиција пред српската публика. Посакувам добре дојде на Македонска 30, каде што е сместен Македонскиот културно-информативен центар во Белград. Не случајно, има многу символика. Има символика што се наоѓаме и во еден евроцентар. Има многу символика што пред центарот се наоѓа скулптура на македонски вајар. И тие знаци покрај патот не донесоа токму во овој центар кој што е светол, убав, чист, за да ни се случат многу нови нешта. Ние сме најнов Македонски културно-информативен центар во странство, постоиме не повеќе од месец дена, но веќе имаме, вечерва организираме четврт веќе културен настан, се спремаме и за официјално свечено отварање на 16 мај, со многу богата музичка програма и со присуство на министри од Македонија и од Србија. Годинава имаме исклучително интересна програма која што Министерството за култура и туризам ние предложи да реализираме и 5 наши проекти, тоа значи на мој предлог како директор на центарот. Убеден сум дека многу брзо ќе станеме видливи, познати, препознатливи во Белград, дека ќе им парираме на другите странски културно-информативни центри. Имам доволно искуство во културната дипломатија. Сметам дека ќе создаваме нови партнерства, нови пријателства во едно поле за културен надпревар меѓу двете блиски држави и народи, кое што е онака богато, но кога ќе се култивира ќе стане уште побогато и
попривлечно. Целиот разговор со Васко Шутаров, директорот на Македонскиот културно-информативен центар во Белград, ќе го емитуваме утре во нашата утринска емисија Добро утро секое утро. А ние продолжуваме со вестите од културата. 9 представи се најдоа во официјалната и 5 во независната програма на 59-тото издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп, што ќе се одржи од 6 до 13 јуни. Фестивалот ќе се одржи под мотото Смеј се и осмели се. Деталите ќе ги погледнеме од прилогот на колешката Каролина Дурло. 9 представи во официјалната програма и 5 во придружната ке понуди годинашното 59-то издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински, кој од 6 до 13 јуни ке се одржи во Прилеп. 12 на МНТ, парови на Драмскиот театар, Ричард III на Албанскиот театар, Слепци од Турскиот театар, Црно семе Народен театар Битола, Бура од Прилепскиот театар, Рацин Народен театар од Велес, Сите прекрасни нешта Народен театар од Штип и Пар распар во изведба на театар комедија од Скопје се 9 представи кои ќе се надпреваруваат во официјалната програма. А додека представите Вампири во изведба на театар за сите од Скопје, Снег во продукција на Штрих од Скопје, Сите најубави нешта од Охо продукција, Казабалкан во продукција на Оска од Скопје и Ла Макбет продуцирана од Хибрид од Скопје, се театарските остварувања кои се поместени во придружната фестивалска програма. За пофалба е поставувањето на неколку драми од македонски автори, со што конечно може да се види и дел од идејата за етаблирање на домашната драма. Со овој избор на представи, имајќи предвид тековната ситуација со театарските сцени во Прилеп, а во контекст на мојата 4-годишна програма Враќање дома, се обидов да ја раскажам актуелната приказна на современиот македонски театар. Таа приказна покажува како се однесува човекот во општеството и како тој човек е одговорен за текот на самото општество. Во сите овие 9 представи на официјалната селекција, човекот и општеството, ни смелата и или насмеана визура е насловот на селекцијата со цел тематски да се позиционираат избраните представи. Инаку, годинашното издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински, освен 14 представи, во 8 фестивалски денови ке понуди и низа други настани поврзани со театарската уметност, како што е музеот во движење, 2 тематски работилници, тркалезни маси, изложби и слично. На иницијатива на семејството на Филип Стевановски пак, кој за жал настрада во пожарот во Кочани, одгодинава со одлука на фестивалското собрание наградата за музика на фестивалот ке го носи неговото име. Годинашни добитници на наградата за животно дело се актерите Снежана Коневска-Руси, Сонја Михајлова и Гоце Тодоровски. 2 премиери, 2 вистини во театар комедија беа изведени на 8 и 9 мај. Публиката имаше можност да погледне 2 вистини за Навидум едно неверство. Автор на вистината е Флоријан Зелер, а режијата е на реномираниот словенечки актер и режисер Владимир Јурц. Актерската екипа на 2 премиери на вистината ја сочинуваат актерите Благица Трпковска-Јоковиќ, Христина Христова Николова, Александар Велјановски, Роберт Ристов, Тања Мицков, Ева Скендеровска, Столе Мицов и Виктор Арсов. За сите вие кои не присуствувавте на 2 премиери на вистината, ве очекуваат следни изведби на 31 мај, 4 и 10 јуни. Представата вистина е најновата представа во продукција на театар комедија. Тоа е текст на Флоријан Зелер, еден од најпоставуваните автори, би рекол јас, во светот. Многу ми е драго што еден таков текст го имаме сега и на репертоарот на театар комедија. Режијата е на Владимир Јурц, словенски актер и режисер, поранешен професор на Факултетот за драмски уметности во Љубљана. Имавме 2 премиери со 2 прекрасни екипи на актери. 2 представи сушност се разликуваат по нешто по сензибилитетот на актерите, некакви мали мизансценски разлики, но во суштина оваа представа се разликува од сите други представи потоа што е исчистено од сите оние гегови кои што обично се подразбирливи за комедиите. Оваа представа комедијата ја наоѓа во ситуациите и во извртената логика
на работите. Така што представата е многу исчистена, би рекол сценографијата се води како би кажал, може и по Питер Брук, празен еден простор, на кој што на самиот почеток имаме еден хотелски кревет, за да на крајот ја завршуваме со чист простор, без никаков елемент од сценографија, се оставено на актерите, на актерската игра и е благодет за еден актер да се игра во еден ваков проект, во една ваква представа. Со оваа информација го завршуваме денешното издание на Вестите од културата. Ви благодарам што не следевте со внимание.